Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаѓевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Многу бурни настани се разбира и кај нас и во светот, се разбира вест број 1 за нашата опозиција е падот на Виктор Орбан во Унгарија. Успеа некако сето тоа да го спеат со Македонија, успеа да го спомнат дури и со Алфа, повторно председателот на СДСМ најде да ја критикува Алфа телевизија, се е велам како што треба, се во најдобар ред. Меѓутоа, во текот на сите овие бурни настани, еден исклучително важен, нема да речам помина незабележително, меѓутоа не ја доби потребното внимание од јавност. Имено пред неколку дена председателката Гордана Силјановска организираше една под нејзино покровителство, една научна конференција поврзана со климатските промени и ризиците од нив, на која што 15 врвни научници изнесува многу важни податоци, предвидувања, нешто со кое што ќе мора да се соочиме. Климатските промени се факт, екстремните климатски промени се нешто со кое што ќе мора да живееме во наредните години, тоа е видливо. Впрочем, веќе вие не знаете дали во април или е октомври, или е декември, или е јуни. Навистина се случуваат многу интересни работи на ова поле и јас решив оваа емисија да ја посветам токму на прашањето поврзано со климатските промени и она што ќе следува како резултат на тие климатски промени, неочекувани бури, неочекувани ветришта, се разбира опасноста од пожари и така натаму и така натаму. За таа прилика вечерва како мој ваш гостин во студио е универзитетскиот професор Владо Спиридонов. Добра вечер, професоре. Добро вечер, благодарам за поканата и срекни великденски празници за сите граѓани од православна вероисповест. Апсолутно се придржувам на честитките, да бидеме здрави и живи, тоа е најважно. Токму така. Сите, професоре, вие сте експерт за метеорологија. Да. Предавате и во Скопје, меѓутоа имате искуство и во странство. Да. Вие сте член на Советот за безбедност, кај председателката. Токму така. Да, и бевте дел од оваа сесија, како да ја наречеме, конференција, на која што беа кажани многу важни работи. Ајде само за почеток на оваа емисија, може да ни кажете до какви заклучоци дојдовте таму? Да, значи имаше 3 тематски сесии. Навистина гостуваа повеќе експерти од Македонија, значи од повеќе универзитети, значи институти, така натаму, факултети. Заклучоците се во подготовка и тие наскоро значи заклучоците од сите тие 3 тематски настани. Првиот беше за институционалната рамка и аерозагадување, односно квалитетот на амбиентниот воздух во Македонија и посебно урбаните средини. Вториот беше за ова, вие што го кажате на почетокот на најавата, климатски промени, ризици и предизвици, како подобро да се справиме со тие ризици. И третата беше поврзана со квалитетот на водите, со како земјоделското, аграрот да се справи со овие климатски промени, како да се адаптира и така натаму. И очекуваме сега за кратко време по разгледувањето на овие заклучоци од страна на кабинетот, тие да се достават до Советот за безбедност, како што кажавте, до владата, до институциите и до јавност. Тоа значи дека овие заклучоци не се само некаква академска расправа во случајов, кој што најчесто поминува во рамките токму така на да не бидам грубо разбран, луѓе кои што ја познаваат материјата, се собрале и ќе дали одредени мислења, ставови и така натаму, туку ова ќе добие директен одек и влијание токму така преку и председателката и преку владата, кои што ќе треба да имплементираат, претпоставувам, дел од овие заклучоци. Токму тоа и беше пораката на председателката, значи од таа тематска сесија да бидеме малку попроактивни и навистина одредени иновативни решенија и солуции кои што можат веднаш да се стават во функција на институциите и на државата и на јавноста, и вклучувајќи тука Советот за безбедност и така натаму, соочени со предизвиците кои што ги носат самите климатски промени, навистина да бидеме подготвени како држава, затоа што се повеќе во иднина ќе се соочуваме со овие климатски ризици предизвикани од самите климатски промени. А тоа се суши, поплави, топлотни бранови и така натаму. Сега, феноменот Ел Нињо, за него многу се зборува и ние веќе го познаваме во јавноста како израз. Ел Нињо значи дете практично, нели? На шпански, меѓутоа тој е еден феномен кој што практично асоцира на силни промени во текот на извесен
период кој што се невообичаени за дали за дадената година, дали за дадениот климатски амбиент и така натаму. За ова лето токму се најавува дека ќе се случи нешто во тој правец. Значи, вие многу убаво го објаснивте феноменот, само јас може да надополнам дека се работи за климатска варијабилност, односно се работи за еден климатски образец, се однесува. Така, во момент имаме една фотографија, ве молам вратете таа фотографија. Да. И ове гледаме моменти од Ел Нињо, повелете професор. Да, тоа се такви така наречени, значи повеќе годишни осцилации во самиот климатски систем, кога имаме, значи промена во однос на загревањето на океанските води далеку од нас, тоа е во екваторскиот дел на Пацификот. Добро. И се некој ќе се праша, па тоа е далеку од нас, меѓутоа во фазата на Ел Нињо, тоа е таа топла фаза, имаме големо загревање на тие океански води. Сега ако имаме такво големо загревање, тука имаме големо испарување, тука имаме бурни процеси, планетата прима голема топлина, бидејќи тие се големи топлотни резервоари, нели, океаните. За сметка на тоа има едни ветрови кои што се нарекуваат пасатски ветрови, тие дуваат на северната хемисфера од североисток, а на јужната хемисфера од југоисток и се вкрстосуваат кај екваторскиот дел. Добро. Тие слабеат во услови на Ел Нињо, а за сметка на тоа океанските води се создава така наречена Келвинова океанска струја, топла, која што го загрева тој површински дел на океаните. И сега тука настануваат сите оние распределба се менува на притисокот, размената на топлина, енергија, количество движење океаните, атмосферата и влијае на целата глобална клима. Ова лето, после неколку години, Ел Нињо сега не напушта, Ла Ниња не напушта, тоа е ладна фаза, спротивна на ова, и доаѓа топла фаза, меѓутоа таму некаде јуни, јули, август, меѓутоа според 20% од проценките на Европскиот центар како една од стручните и компетентни институции, се очекува развој на супер Ел Нињо. Вратете на нас, режија, доволно е ова што го гледаме, се разбира што значи ова развој на супер Ел Нињо. Кога ќе кажете вака, ова делува страшно. Кога ќе кажам делува страшно, меѓутоа така е таа терминологија која што ја користат, ќе видите вие и сите овие институции што се занимаваат со климатски истражувања, генерално со климатска варијабилност, со прогноза на време, сезонски изгледи и така натаму. Супер Ел Нињо значи дека сепак температурите во однос на одредени други циклуси кога имало Ел Нињо, за разлика од претходните, сега температурите на тие океански површини би биле и за степен 1, степен 2 повисоки од оние. Но тоа е многу. Па во принцип тоа е многу затоа што таа интерактивност и тоа загревање, пред малку нели го опишав, ќе влијае на одредена појава на пример, на бури во една област, на топлотни бранови во друга област, на суши во трета област. Сето тоа кога ќе се спореди со статистиката кога имало Ел Нињо како циклус, значи како климатски феномен, ќе се види дека какви отприлика биле односно појавите во атмосферата и така и во која област како се манифестира. Се ние се интересираме за Европа. Се разбира, Европа, пред се источна Европа, што значи ова? На Ел Нињо, ќе го изоставиме и земеме тоа супер Ел Нињо, во услови на Ел Нињо, значи како сега што се наговестува, ако се вратиме назад низ климатската статистика, ќе видиме дека во западниот дел на Европа обично има поле на низок притисок, намален притисок, овде континенталниот централна Европа повисок притисок, повеќе југозападно влијание бидејќи секогаш значи притисокот, односно градиентот се насочува од поголем, кон помал притисок, така да ние ќе бидеме во ситуација да имаме зголемени температури ова лето, значи повеќе екстремни температури, понатаму ќе имаме појава на топлотни бранови, тропски ноќи зголемени, поголема честина. Исто така, може да има поголема нестабилност на самата млазна струја, тоа се пак висински струјења, кои што ќе бидат понестабилни и повремено во таква топла, да речеме, клима и влијание на такви субтропски појаси на висок притисок, да имаме и по некоја грмотевична бура, која што може да има и поголем интензитет. Така да. Но некој професори ќе рече се случува и така и така. Сега. Да, меѓутоа кога е на пример она ладна фаза, Ла Ниња, обично имаме пак други облици на циркулација, доаѓа до одредени други, да речеме, како би рекол, распределба на полето на притисокот на температурното поле, во односот на самата патека и динамика на системите. Тоа не значи дека ние треба да очекуваме сега во Македонија дека ќе се случи чудо.
Но сепак наговестувањата се такви и ние дека како процесот оди во тој да, правец. дека оди во таа, дека ќе имаме оваа година до 1 до 2 степени повисоки температури од оние prosечни кои што се за еден климатски период од 30 на години, ќе имаме позачестена појава на топлотни бранови и реков топлотни ноки, екстремни температури на воздухот, особено јули и август кога ќе интензивира оваа фаза на Ел Нињо, појава на суши, значи период на суши и понатаму реков дека тие ќе бидат прекинувани периоди на стабилно време со многу сонце и топлина, ќе бидат прекинувани со понекоја по време на грмотевична бура, која што во таква загрејана атмосфера, Ова е многу важно. а имајќи го во предвид она што го носат и климатските промени, дека атмосферата наша, секој загрејан степен на целата планета дава 7% повеќе водена пара, тоа значи поголемо испарување од океаните, поголема расположива топлина, таа топлина енергија овозможува повеќе вертикални движења во атмосферата, таа влага се крева, се создаваат бурни грмотевични облаци, ние ги нарекуваме кумулонимуси, понекогаш тие се многу супериорни, носат, создаваат голема количина на вода, некогаш и ледени кристали и така натаму, и знаат да се манифестираат како што имавме ние искуство во минатите години, сега да не ги кажу, стално ги споменуваме тие случаи, со негативни последици по инфраструктурата и загрозуваат понекогаш и човечки Изгубивме луѓе, се разбира. Да, за жал. Но има ли точно јасно објаснување зошто ова се случува сега во овие години? Дали е тоа резултат на човечкиот фактор или едноставно се некои природни процеси кои што ќе го објаснам. Значи има и од природните астрономски процеси кои што се, меѓутоа тие се долгогодишни. Самиот термин климатски промени, тоа е некоја долгорочна промена. Значи, на климата во една област, во еден регион. 10.000 години имало, не знам, леден период. Сега ќе ви, да, токму убаво го кажавте и ми подпомагате да имам добра концентрација, да се одржувам во добар тренд јас. Значи, ако претходното доба било холоцен, само ќе ви објаснам колку едноставно за гледачите да разберат. За 10, 12, 13 илјади години температурата на планетата осцилирала само за 0,01-2 степена, значи десетици од степен. Добро. Сега, гледате, јас ви велам за 10.000 години. Сега имаме за 150 години, значи од прединдустријскиот период до сега, зголемена емисија на стакленички гасови за 50%, значи 50% ние сме изфрлиле повеќе емисија на јаглен гас и нафта и сме ја загадиле нашата планета. Тоа допринело до формирање на ефектот на стаклена градина. Тоа значи дека ефектот на стаклена градина е поволен во случај кога немаме голема концентрација на стакленички гасови, меѓу кои CO2, водена пара и така натаму, да не ги набројувам. Да, но ние имаме. Но сега има зголемено за 50%. И затоа температурата на планетата, поради онаа енергија која што назад се враќа, не оди во космосот, во просторот, се враќа назад кон Земјата, дополнително ја загрева планетата. Само ќе ви кажам, без стакленички гасови, нашата атмосфера, нашата планета, просечна температура би била да нема минус 18 степени. Кога се би било регуларно, односно би имало концентрација во која што навистина може да има рамнотежа, биланс на зрачењето од сонцето и долгобрановото израчување од земјата, тогаш температурите би биле амбиентни. Но сега има премногу емисии, тие се зголемени од тој индустријски период како резултат пред се на користењето на фосилни горива, јаглен, газ и нафта. И затоа температурата на планетата за овој краток период е загреана за 1,5 степени. Климатските промени сега се забрзани како никогаш до сега. И оние што не веруваат во концептот, тие пропагираат различни информации, едноставно дека не постојат климатски промени. Да, професор, има луѓе што тврдат дека земјата е рамна. Сега тоа е Да, тоа се веќе некако ненаучни констатации и искази кои што навистина. Не, зборуваме за сериозни работи. Овде сериозни работи, значи научната статистика, евиденција, научните институции во целиот свет, па вклучувајќи и НАСА, има такви статистички показатели и меѓувладиниот панел за климатски промени кој што е формиран од Светската метеоролошка организација која што е во рамките на Обединетите нации,
Има три таму основни, да речеме, делови. Едниот е научен дел кој што се бави со наука и проучување на промените на климата и сите оние негативни рефлексии на климатските Што промени. значи сега ова, професор? Дали тоа значи дека во наредните децении, може да очекуваме уште посилни топлотни бранови, уште поголеми, го споменавте Супер Ел Нињо, нешто што ќе ги доведе температурите во состојба на неподносливост? Сега само да подсетам, односно да предочам, дека секогаш оние временски појави и процеси кои што се случуваат во една пократка временска рамка, не треба да ги препишуваме на климатските промени. Велам секогаш. Исто така, во рамките на климатскиот систем има различни скали, значи на процеси, и различни просторни скали. Така да, ова што го споменавте вие, феноменот Ел Нињо, Ла Ниња, североатлантска осцилација или некои други, да речеме, феномени, тие се јавуваат во некои меѓусезонски годишни интервали во самиот климатски систем. Климатските промени се долгорочна рамка. Но она што сакав, ако сакате ме подсетите за прашањето. Дали во наредниот период можеме да очекуваме во наредните децении со ситуација во која што температурите ќе станат неподносливи за луѓето? Значи, ако нациите, ако државите не се обврзат да ги намалат емисиите на стакленички гасови, како што е Парискиот протокол, до 2 степени. Тоа пропаѓа, професор, сега, да бидеме реални. Да бидеме реални. Ние сме мала држава, меѓутоа сепак и ние сме се обврзале, сме ратификувале договори во парламент и ние сме обврзани да едноставно ние да си ја гледаме нашата држава и ние да си овозможиме трансфер во зелена агенда, односно во обновливи извори на енергија, заради нашето живење, ради нашата иднина. Но некој ќе рече што значи тоа што ние ќе го направиме, кога големите индустријски држави и така го прават, за жал тоа што го прават. Се што можеме ние да направиме, значи во интерес, значи да заштитиме нашата животна средина, затоа што кога што гледаме, ние ја загадуваме животната средина, меѓутоа има и фидбек, повратни реакции. Ако ме прашате сега кои се тие повратни реакции, па еве, зарем нема, например, топењето на ледот и снеговите, глечерите на северните полови. Сега, ако се топат тие снегови ледови, тогаш се намалува албедото. Албедото е рефлективна енергија, рефлексија. Што ме бела површина, има поголема рефлексија. Тоа значи дека се менува оној енергетски баланс помеѓу половите и океаните. Веќе постои одредена некој дисбаланс. Топењето на снегот, на ледовите во таква загреана планета го зголемува нивото на морето. Зголемувањето на нивото на морето допринесува да се намали соленоста. Намалувањето на соленоста го менува термичкиот градиент на самите океани. Промената на термичкиот градиент, натре на температурата, овозможува да имаме одредени бранови, односно движења и помало мешање и така натаму. Влијае на флората, на океанската флора. Ова е се причинско-последичен циклус? Сега, меѓутоа, она што сакав да го потенцирам, јас малце така демонстрирам, можеби така сакам да биде поилустративно да се објасни, се зачестената значи, појава на временски непогоди. Тука треба да биде фокусирана нашата адаптација на институционална, преку законите, преку сите прописи, преку сите мерки што треба да се направат да се подобрат и преку технички, научно-технички и така натаму стручни примени на одредени технологии, за да бидеме подобро да се адаптираме на тие временски, климатски и хидролошки екстреми, а верувате ќе ги има се повеќе во иднина. Добро, вие велите да се адаптираме. Како да се адаптираме? Пред неколку дена, ако не се лажам, во Загреб, значи не е толку далеко од тука, имаше невреме со ветришта со брзина од 130 км/ч. Тоа е тотално неприродно за, јас колку што знам, за овој дел од светот. Ке ви објаснам и за тоа. Значи, Загреб. И се човек се прашува кога во Скопје ќе дојде. Сега, климатските промени. Значи, јас пред малку кажав на почетокот, кога реков дека загреаната планета за 1,5 создава нестабилен климатски систем. Тоа значи може било каде, тоа значи дека кога имаме нестабилен климатски систем, овие повратни реакции што ги објаснив се манифестираат на многу динамички процеси на целиот динамичен климатски систем, на неговата динамика, на енергетската размена, на количеството водена пара во атмосферата, загреаноста на океаните,
содржат многу голема топлина, размената со атмосферата, атмосферските системи, урагани, тајфуни, ураганите во во Америка, тајфуните на далечен исток, Индонезија, Кина, Виетнам и така натаму, да не ги на Филипини, да не ги набројувам. Расте интензитетот, се зголемува на атмосферските системи, како што се циклони. Тие добиваат на се поголем интензитет. Гледате, ви имате во април, односно, се сеќам, тоа беше пред неколку дена во Загреб, ви имате еден циклон, продор на ладен воздух, поголема осцилација температурна на тие високи снопови што ги носат тие промени од север, интензивира, се создава вртложен еден систем со циклонска циркулација, меѓутоа создава толку силни ветрови што не се вообичаени во некое, да речеме, минато време, веќе гледаме дека интензивираат и таквите системи во средни па и во синоптички скали, а дури се интензивираат и овие грмотевични бури, и торнадата се посилни. Сето тоа е затоа што атмосферата содржи поголема енергија, поголема топлина. И верувате, тоа е нашата суштина на адаптацијата во иднина. Може да се очекува во Скопје такво нешто? Теоретски може. Апсолутно. Скопје сега и Македонија на некој начин, фала на Господ, на овој ден, се избегнати од такви. Меѓутоа, треба секогаш да бидеме подготвени за секое идно временско сценарио, кое што може да биде на вистина со голем интензитет. Јас да не делувам вака дека јас заплашувам. Не делувате катастрофично воопшто, вие зборувате може би превентивно, да. Во некое идно време ќе го пуштите овој прилог јас што сум зборувал и ќе подсетите дека на вистина, она на што треба на вистина, доаѓа лето. Го споменавме на почетокот Ел Нињо. Токму тоа беше една од тематските сесии, во еден дел, каде што јас имав излагање, бидејќи направена е детална анализа. Кои се последиците ова лето во такви услови, во такво едно сценарио. Може да не биде толку интензивно, меѓутоа, секогаш треба да бидеме подготвени и предострожни. Пожарите да ги гасиме во јануари, како што вели еден мој колега, професор Николов од Шумарскиот факултет, многу пати. Значи, да имаме поподготвени методологии, нови решења, иновативни, кои се базираат на нови компјутерски Но што значи тоа во пракса, професор? Што значи тоа во пракса? Државата има, се јас сакам да бидам, да не речам банален, него едноставен. Државата има тие и тие ресурси, такви и таква опрема, толку и толку, не знам, возила и така натаму. И вие сега им велите, пред нас е лето во кое што сосема е реално да очекуваме осцилации големи, временски промени и така натаму. Што може да направат реално? Ете, токму тоа ќе ви го кажам. Значи, као прво и основно, значи, во рамките на надлежностите на сите институции, навистина треба да постои добра координација, брз промптен одговор од мониторингот на атмосферата, наблюдувачкиот систем, до системот за рана прогноза, детална прогноза, детализирана за Македонија, радарски, сателитски покриеност, односно мониторинг на нашата, да речеме, општен атмосферскиот простор на нас. Понатаму, детална, прецизна прогноза за одредени потенцијални влијанија и рана најава и предупредување за такви екстремни временски настани. Тие информации од компетентната институција која што треба да ги доставува до наредните институции, Центар за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување и така натаму, и сите надлежни институции во рамките на оној државен протокол согласно законските прописи. Сето тоа треба да биде, да функционира безпрекорно. Сето тоа треба да биде брзо и промптна информација до граѓанинот. Граѓанинот, како најзасегнат, бидејќи инфраструктурата исто така е суштинска во ранливи економии, меѓутоа ние се бориме за безбедноста и сигурноста на граѓанинот, да тој биде информиран правовремено преку медиумите, преку мобилна апликација, да развиеме систем интегрален за повеќе степени хазарди. Тука се вклучени пожари, тука се вклучени грмотевични бури, силни ветрови, тука се вклучени топлотни бранови, тука е вклучен PM аларм за одредени, да речам, состојби, епизоди со големо аерозагадување, особено во урбаните средини. Тука се меѓуграничен транспорт на аерозагадување, транспорт на песок од Сахара. Значи, тоа треба да биде систем кој што ќе биде интегрален, кај што науката, секој од својата област, ќе даде свој експертски
допринос во делот на подобрувањето на таквиот систем, кој што повторно ќе го користат надлежните институции. Не треба да се има отпор кон нашата наука, која што е. Дали се работи за експерти од областа на шумарство, дали се работи за експерти од областа на геохазарди, експерти од областа на хидрологија, земјотресно инженерство или за земјотреси, геохазарди, или да не ви ги набројам, од метеорологија, сите треба да дадеме допринос и да помогнеме во делот нашата држава да има навистина многу подобрена инфраструктура, капацитетите да бидат зајакнети, за да отпорноста на институциите и граѓаните и биде навистина подготвена за такви предизвици. И во каква состојба сме сега во овој аспект? Па еве да речам, јас навистина не би сакал негативно да кажам за ниедна институција, затоа што тоа се функционира, меѓутоа треба да има поголема, така да кажам, респектибилност и поддршка, значи науката да си го даде својот допринос, се што можеме да подобриме. Еве овие сите работи ние зашто имавме тематска сесија горе, за да видиме колку разноврсни алатки, можности, какви карти за различни геохазарди, какви анализи и така натаму може да се вклучат во оперативниот дел и да се развие конечно тој, јас одамна го протажирам тој систем за кој што имаме ресурси на финки, имаме одлични експерти во државата, институциите нема да бидат заобиколени, бидејќи тоа ќе биде за нас и за институциите да ги користат таквите информации. Меѓутоа, веќе кога имаме суперкомпјутерски центар на финки, кога имаме експерти такви, кога имаме веќе модули, односно веќе имаме алгоритми за сите овие екстремни настани кои што ги споменав, да не ги набројуваме постојано, ние можеме многу брзо да излеземе со еден информативен, повеќе степен, интегрален, хазарден систем со мобилна апликација и секој граѓанин да има секој момент информација, меѓутоа научно подкрепена со сите оние, да речеме, елементи кои што навистина ќе се гордееме како држави, ќе бидеме многу поподготвени да се справуваме со ризиците. Овој систем не чини кој знае колку пари, експерти имаме, имаме ресурси, едноставно треба да го развиеме. Јас ова се што што е потребна волја за индивидуално за себе не би сакала да зборам, не се сватам погрешно. Добро, вие сте еминентен научник, зошто да не? Свој потенцијал и ова го посочи во развојни, во истражувачки, каде што има и научни трудови, меѓутоа тоа не е предмет сега на ова. Има такви научници многу во нашата држава. Секој значи може да даде допринос, тој систем брзо да се развие, нема многу да има инвестиции. Ке треба значи нормално да се направи во една таков дизајн кој што ќе биде прифатлив и едноставен и за институциите и за граѓаните, интерактивен и да се одржува понатаму тој исти систем. Имаме велам ресурси на финки, колегите од финки како информатичка наука, како се подготвени да помогнат, имаат веќе искуство во таа област за справување со кризи, работели на многу проекти. И јас еве многу одамна апелирам и еве благодарност до целиот тим на претседателката и кабинетот и самата претседателка што навистина препозна дека тоа е многу значено. Сите институции ќе речат ние имаме ова, ние имаме ова. Тоа беше зборот, нели постојат некои системи кои што веќе се имплементирани? Да, има. Зошто да не се подобри ако веќе имаат институциите, значи не велам јас дека немаат, меѓутоа се може да се подобри. Значи, верувате, имаме искуство и знаење, ова проблематика во делот на климатските промени, ризици и така натаму, навистина може да се направи да биде Македонија да биде една од првите земји во регионот што ќе има таков мултихазарден, ама навистина систем кој што ќе биде и ефикасен и едноставно многу корисен за нашата држава. Тоа значи во превод дека освен институциите и секој граѓанин би добивал, сега се бидам платично ова да го разберам, на својот телефон, на својот компјутер, како и да е, информација во даден временски период. Каква опасност постои? Апсолутно. Нема да биде тоа парцијално. Например, ќе развиеме апликација за систем, да речам, за пожари и сега едноставно пожарите таму ќе бидат и ќе се, меѓутоа овде се ќе биде во еден интегрален сеопфатен систем кој што навистина ќе ги содржи сите оние модули, бидејќи имаме ние инсталирано веќе атмосферски модели, Но нема тоа да биде збунувачки за просечен човек? Не, тоа ќе биде. Вие ќе добиете јадници информации, може би. Конечниот формат на информацијата и дисеминацијата, односно доставувањето ќе биде на многу едноставен, разбирлив, символичен начин,
како превентивно делување во односот на она што може да не очекува како влијание. Значи јас многу пати тоа сум го кажал и не треба да се засегнати институциите, се што треба тука сме заеднички, тоа ќе го Апсолутно, ова е за доброто на сите, да. Да, за сите. Јас разговарав исто премиерот даде целосна поддршка да се представи таков еден систем и во владата, односно во институциите, и очекуваме сега после оваа тематска сесија да има уште една со други експерти и на тој начин да го заокружиме тој цел процес, меѓутоа да не заборавиме, летото се ближи, а екстремни временски и неповолни временски влијанија ќе има. И затоа од ова бегање нема. Од ова нема. Така е. Кога доаѓа летото, ние сме во процес кога очекуваме пожари. Минатата година имавме стотици, илјадници пожари, јас веќе не знам. Минатата имавме, меѓутоа претходната беше уште подраматична. Да. И повторно, дали имаме доволно канадери, дали доволно имаме хеликоптери, дали имаме доволно опрема и така натаму, меѓутоа вие што го понудивте и минатата година зборувавме јас и вие. Зборувавме, меѓутоа од тогаш има сега нови развиени солуции. Тоа сакам да позборуваме, се извинувам. Кој е најдобриот систем за заштита од пожари? Што кај нас може да се имплементира. Не зборуваме во Америка или во Австралија, не знам каде. Значи, најдобриот систем кој што би можел да се инсталира треба да се базира на едноставно онаа експертиза која што се нуди во другите европски метеоролошки служби и сервиси согласно и оние стандарди и прописи на Светската метеоролошка организација, прописите кои што ги едноставно експертизата од делот на шумарство, од делот на пожари и така натаму. Меѓутоа, она што е суштината, мислам, овде е превентивното делување. Ние, во контекст на овие активности за како превентивно делување во односот на пожарите, би требало да подготвуваме сезонски оперативни билтени за пожари. Што значи тоа, ке ме прашате? Тоа значи дека, бидејќи обично кога имаме шумски пожари, атмосферата во еден период, значи, на тој летен циклус, преовладува стабилно време, обично е поврзано и со акумулирање на топлина по Вардарието. Добро. Значи, од југ. Има жаришта во Македонија, има такви карти кои што убаво ни упатуваат во текот на... Гледаме сега некои карти, вие што ги донесовте тука. Да, ова е... слободно вие позборувајте, не? Да, јас можам да продолжам за да не мислата да не ми Значи, рековме превентивно делување. Значи, такви оперативни билтени, не само за пожари, бури, поплави, аерозагадување. За било каква непогода, добро? Значи, тоа се оперативни билтени кои што би ги имале институциите и јавноста и тие се многу корисни за да ние во вакви стагнантни временски услови кога имаме, например, серија на топли денови, топлотни бранови и така на екстремни температури, тука можеме да одиме и малку да го продолжиме прогностичкиот период, например 7 до 10 денови однапред. Така да ние ќе имаме една слика во контекст на пожарите, десетина денови однапред, какви услови, метеоролошки услови, бидејќи метеорологијата е многу значајна во делот на прогнозата на тој индекс за пожари, односно самото ширење на пожари. Ние не можеме да го предвидиме несовесниот граѓанин. Апсолутно, тоа ќе ве прашав. Никој не може да знае кога некој будала ќе фрли цигара, се извинувам на збор. Апсолутно. Меѓутоа, во загреана атмосфера, во зависност од вегетацијата, во зависност од сите оние други услови кои што влажност на почва, наклонот и тип на почва, ветерот како оди, ветерот е суштински и другите метеоролошки фактори, значи температура, сувост, влажност и на различни нивои влажност на почва и така натаму. Значи метеорологијата и науката, значи се работи на одредени алгоритми со користење на одредени модели со кои што може да се предвидуваат областите кои што се по-ризични на пожари. Ние може и статистички да определиме, да речеме, на основа на 30 на години, 20-10 години, кои се тие жаришта во Македонија. Има и такви анализи од нашите експерти. Добро, супер. Но, нам ни е неопходно тие да ги искористиме како смерница, меѓутоа да имаме и модел кој што ќе ни го прогнозира каде, отприлика, може. Ако имаме толку екстремни температури, некаде да дојде само запалување, триење, што ја знам, или пак некоја кој е подметнат пожарот, ние веќе однапред ќе знаеме кои се тие жаришта заради превентивно делување. Но што значи превентивно? Превентивно делување значи дека ако ние знаеме дека во една област, например Серта,
тука ни даваат сите овие модели, не само нашиот од Македонија, и останатите модели ни даваат сигнал дека тој индекс е многу висок таму. Добро. Ние веќе ќе размислиме дека тука можеби ќе треба да упатиме поголем мониторинг, поголема предострожност, за да нема некој ненамерни или забрана на движење тогаш. И опрема да се донесе. Ама ние тоа ќе го знаеме многу порано. Тоа се тие модели што ние ги развиваме. Па еве, јас тоа сакам да ви кажам, дека и нашиот систем, и јас разговарав и со професори од Шумарскиот факултет, беа на тематски наставен професорот Никола Николов. Може да спаси он го пофали нивниот систем, го пофали овој систем што е Маквис, и секоја чест. Маквис е веќе постоечкиот, така? Така, постоечкиот може да помогнеме да се надополни, затоа што тука, значи, во рамките на овој систем ние, значи, зборуваме за две различни. Значи, ние работиме и на атмосферски модели кои што тука го произведуваме времето, односно прогнозата, ние ја подготвуваме, не ја превземаме таа прогноза од други временски сервиси или ова. А и да превземаме, и тоа не е лошо ако се квалитетни податоците. Меѓутоа, ние тука го имаме целиот тој атмосферски систем со различни модели и можеме ние да го прилагодуваме, адаптираме, да го подобруваме како сакаме, затоа што алатката ни е тука. Наша е, оригинална алатка. Ме разбирате? Апсолутно. Понатаму имаме модул за ширење на пожари. Ветерот е многу суштински, вие убаво реков. Тој што практично го тера правецот на пожар. Апсолутно, има доминантен ветер, меѓутоа сега зависи на која висина е детектиран пожарот. Претходно имаме алатка, односно повторно вие видовте минатата емисија кога гостував. Денеска сателитската технологија овозможува дури со највисока резолуција од 300 метри да можете вие да детектирате на целата планета и мали пиксели каде што има горење на одредена шума и така натаму. И тоа можеме ние да го прикажеме интерактивно, секој во моментот да има пристап директно да знае каде во моментот има активен пожар во Македонија. И ние тоа го представуваме со различни сигнализации. Црвена, например, во последните 24 часови активен пожар. Помаранчеста во последните 12, жолта во последните 6 часови активен пожар. И сега, ама тој ништо не ви значи, вие само ако знаете активни пожари и ако го знаете индексот на опасност, метеоролошкиот индекс. Но вие треба да знаете во немилосрдие кој ќе влезете во една таква опасна стихија, да речеме временска како што е пожарот, треба да знаете каде е доминантниот правец на ветер, дали има едноставно се менува правецот и така натаму. Тука многу фактори влијаат и на таа микроциркулација и други терени. Дали има вертикален подем, па дали имаме некоја вртложна, дали имаме турбуленција, дали имаме и така натаму. И ние тоа ако можеме да го предвидиме, а можеме, е таква една апликација јас ви покажав, значи тогаш ќе бидеме поподготвени да знаеме како ќе се справуваме во текот на едно денонокие, бидејќи го имаме и ветерот со различни бои на стрелки, односно со различна брзина. И така натаму. Вие гарантирате дека ова ќе бидат точни информации? Па добро, јас сакам да кажам за се оно што ако приметивте на почетокот, реков, сите овие научи се базирани на научни методологии кои што се навистина издржани на светско ниво. Не зборувам сега за нешто вака некој развил апликативно, па мислам па се обидува нешто, да. Зборуваме за навистина издржан, современ, колку потребен зборот сериозен систем, издржан, концептуален, значи научно верифициран, кај што има и научни трудови во позадина на сите тие научни достигнувања и така натаму. Тоа не е за да ние си ги кажеме нашите научни трудови, него туку да можеме да имплементираме нешто. Значи, ние можеме тоа да го направиме. Јас стојам исправен, затоа што ми од председателката предложен за член на Советот за безбедност. Многу идеи произлегува од тука, и во делот на аерозагадување, произлегува и во делот на временски непогоди, произлегува еве и во делот на оперативни климатски билтени и така натаму, па и вклучувајќи го овој систем што навистина јас постојано апелирам, а тоа е интенција и на Светската метеоролошка организација, каде што се членка и нашата Македонија, значи да се обврзани сме ние да создадеме таков мултихазарен систем, или пак како што има Светската метеоролошка организација Weather for All, значи време за сите, како обединувачка координативна организација. Меѓутоа, ние со наши ресурси треба да создадеме нешто. Лесно е ние постојано да бараме од надвор да ни ја искреира алатката и ние тоа да го примени, тоа ќе речеме дека е таа успешна алатка. Меѓутоа, тука има научници стварно во Македонија, еден голем дел од тие научници што беа навистина се врвни со долгогодишно искуство во делот на
науката и климатските промени и на институционално ниво и на институционална рамка, меѓутоа и академска рамка. Меѓутоа јас не запоставувам, не подценувам никого, апсолутно. Се е ова во интерес на она што претходно го дискутиравме. Мораме да се адаптираме на овие нови временски сценарија. Верувате, значи, тоа треба да не биде таргет. Добро. Вие постојано, од тоа што јас го знам, цело време работите на некакви нови иновативни методи, не само вие сте наистина скромен човек, па не сакате во прво лице, меѓутоа факт е дека вие лично како професор постојано работите на некои нови иновативни методи. Едно од нив што ми ја покажавте, дека замалам режијата, многу интересно ми делуваше. Практично, кога вие патувате од едно место, од точка А до точка Б, да добиете, еве ова е пред вас, еден вид на состојба. Вие знаете, например, патувате овде, имате од Скопје до Битола, ако не се лажам, и точките по патот на кои што вие точно ќе знаете во моментот кога ќе бидете на одредена позиција, пример во Велес, во Прилеп и така натаму, додека стигнете до Битола, какво време може да ве очекува, какви се временските прилики и така натаму. Да. Значи, нека остане малку ова, да се задржи за да можам да објаснам. Значи, ова е само илустрација колку денешната наука и технологија, вклучувајќи и оние сите современи пристапи и ChatGPT, значи да речеме современа machine learning или вештачка интелигенција, може да потпомогне за да ние ги прилагодиме сите овие, да речам, можности, капацитетите наши, да бидат навистина софистицирани и современи и помалку да грешат во односот на сите овие предвидувања. Иако атмосферата има своја хаотична, да речеме, природа, не може 100%, не може, меѓутоа ние се обидуваме да едноставно најдеме такви алатки кои што ќе ни овозможат таков да се намали неизвестност. Токму тоа тргнува човек природно на пат. Ова што го гледате сега една алатка, меѓутоа во позадина на таа алатка се вика нотас. Таа е современа алатка за која што има неколку трудови за рана најава на невреме. На прилогот е овде скопското невреме, пак се враќаме на него, значи Стајковци 2016 година. Ужасно добро. Јас и мојата сопруга, тој ден што го гледате сега на картата, се враќавме од Битола и тргнавме во она време на кое што сега сигнализираат оние крупчиња во најдолниот дел од Битола, околу 12 часот средноевропско време, летно време, значи околу 2 часот локално време. Попладне, значи 2 часот локално време. Попладне. И стигнавме нека. Пред да стигнеме во Скопје, како што се движевме, значи со возилото, кога веќе дојдовме до Катланово, значи веќе не можевме да возиме со возилото. А во Скопје, да не зборуваме, застанавме на бензинска пумпа и не знаевме каде да гледаме, што да гледаме, кого да консултираме. Едно време мислевме да одиме на заобиколницата, потоа јас видов радарска слика од колегите од Белградскиот хидрометрошки завод, бидејќи ние немавме во тоа време радарска слика, и видов дека се работи за многу интензивни, да речам, супериорни бури. И затоа одлучивме да одиме низ центар. Што почнува спасило, веројатно. Ова алатка во позадина стои атмосферски модел, кој дава прогноза однапред, 1, 2, 3 денови однапред, каде може да има потенцијални алерти. Па гледате колку е прецизна алатката, таму некаде веќе во 16 часот дава и 5-то ниво во делот, во северниот дел на Скопје, односно кон Скопска Црна Гора и Стајковци. Каде што се случи она што се случи? Тоа се случи. И сега ова алатка е надополнета со тоа што, ако во случај во такви услови патувате, а во иднина има такви услови, дали од Скопје до Битола, од Скопје до Охрид, или од Скопје до Белград, или од Скопје до Приштина. Независно, вие, алатката овозможува да гледате какви алерти ќе има на вашиот пат во градовите. Например, гледате сега Прилеп во тој термин дава жолт алерт. Значи не е толку опасно времето. Меѓутоа, како се приближувате вие кон Скопје, на основа на тие математички пресметки, тоа е наша алатка, односно јас сум и креатор уште кога бев професор на Виенскиот универзитет, тогаш уште работев на оваа проблематика, на оваа алатка, и гледате како веќе дава и црвено, односно 4-то ниво во северниот дел на вашиот патување кон. Сега, замислете ова и нашите информатичари, колеги, доволно е ова колку може да го развијат ова да биде апликативно на мобилна апликација. Имено.
Ама да биде на најсовремено ниво. Јас кога не човек можам тоа тргнува да на пат, да. буквално да има представа што го очекува од временска смисла. И затоа јас соработувам со сите научници. Ова е за спасување животи, ова е вклучувајќи информатичари, мои колеги кои што имаат веќе искуство во оваа проблематика, бидејќи сме работеле на многу заеднички проекти и на апликации. Една од нив е PM Alarm. Какво ќе биде квалитетот на амбиентниот воздух? Исто прогноза, зборуваме за уште посложен модел, тоа е атмосферско-хемиски модел. Тоа е возможно? И таа апликација работеше 1-2-3 години, понатаму, нели, секоја апликација бара ресурси, имаше и мобилна апликација. Подобрување. Ако имаме таа апликација, значи сега, ние ќе знаеме точно во урбаната средина во Скопје, при стагнантни временски услови, кога имаме висок притисок, кога имаме температурни инверзии, каде ќе бидат тие жаришта со најголемо аерозагадување, ама треба да ги знаеме и емисиите коректно од индустријските капацитети, за да бидеме уште попрецизни. Ги знаеме ли реално? Па, искрено да ви кажам, ние користиме мобилни емисии. Многу не се сомневаат. Да, користиме мобилни емисии, користиме оние стандардни што се антропогени, биогени и така натаму емисии кои се бази глобални од рамките на еколошката програма EMEP, значи Environmental програми и така натаму на Европската Унија и така, меѓутоа, за да имаме ние многу подетални пресметки за PM алармот, треба да имаме и такви емисии, значи од индустријските капацитети, за да знаеме точно патеките каде ќе се акумулира за аерозагадувањето. Тоа може да се предвиди лесно. Може да се предвиди, ама велам треба да ги имаме сите почетни податоци. Моделите се безпрекорни, моделите се врвни. Нашата веб страна што беше PM Alarm, заедно со колегите од Финки, професорот тогашен декан, веќе го споменам, Боро Јакимовски, кој што вложи многу во таа проблематика, и Горан Велинов, исто така од Финки. Ја развивме таа апликација со помош на Министерството за животна средина и нашата веб страна ја поставија на американската веб страна, каде што неколку такви слични апликации од Бразил, од Америка и од неколку други земји беа навистина поставени како врвни креации во делот на дизајнот. Така да велам, она што видовте првата моја апликација, тоа е научно направено, меѓутоа не е информатички подобно за мобилна апликација. Тоа треба да помогне, значи оној што е компетентен тоа да го направи. А ќе го направи безпрекорно и ќе имаме и такви апликации. Што е со поплавите? Можат и поплави да се предвидуваат? Апсолутно, јас ви реков дека таа алатка што е овде, бидејќи ние секоја година објективно и со тоа се соочуваме. Само да ви кажам, значи комплексна е работата во однос од тука има разграничување, дали се работи за поплава, значи она поплава, значи поројна поплава, како што убаво умеа да кажат нашите хидролози, баш со колегата професор Блинков, кој што е експерт за оваа проблематика, убаво многу ги имаше преубава презентација на тематската седница. Треба ние да бидеме подготвени и за оние поројни поплави кога имаме интензивни врнежи, значи во една област, тие се поројни. А имаме и оние поплави кои што создаваат, значи односно речни поплави, исто така, тоа што треба да се акумулира. Сосема друго треба да има во еден период интензивни, значи врнежи интензивни комбинирани подолготрајни врнежи и полека постепено се зголемува водостојот на реките, а имавте тука една убава апликација. Тоа се гледаше неодамна на Вардар. Да, ама не знам дали ја видовте таа апликација, имаше овде токму во материјалите како денеска науката може да го прогнозира и нивото на реките, односно се хидролошки модели. Да, меѓутоа има и многу подетално, ако се ова не е толку детално во контекст на хидроулично моделирање на тие речни корита, на различни сливни подрачја, за да ние знаеме уште подетално за нивото, протоците, водостојот и така натаму со сите детали кои што се меѓутоа, велам пак, за се треба и знаење и компетенција, не може еден човек се да навлезе во секоја проблематика, затоа што си има експертиза во различни делови, меѓутоа, ако координативно пристапиме кон ова, ние за кратко време, веруете, може на Македонија да ја подариме еден таков систем и ќе бидеме поподготвени за овие климатски ризици и сценарија кои што ни се наговестуваат во иднина. Така. Ајде да го заклучиме сега. Ова значи вака. Климатските промени се факти и ќе се случуваат со имплементација на правилни паметни алатки, иновативни решенија, со координација на сите институции, стандардни процедури, согласно закон, согласно надлежности, никој не одзима ништо тука, заеднички може да направиме. Ние можеме практично како држава да, со голема веројатност, никој не може 100%, да ги известуваме сите граѓани и сите институции. Каде ќе има опасност од пожари, каде ќе има опасност од поплави, каде ќе има опасност од невреме, по пат, дома, во било какви околности, во било кои временски интервали,
Ова е феноменално, јас навистина не знам што треба да се размислува, ова тема, ова мора да се направи, не знам. Да кажам искрено, со мене не почнала науката. Нема ни да заврши за вас, се разбира, меѓутоа значи, има многу научници, има многу на овој свет, на оваа планета, има институции, има многу алатки, многу модели. Ние треба да се едноставно посветиме на она што е наша, да ги изградиме капацитетите, да ја зајакнеме резилентноста, отпорноста на институции, да се адаптираме час поскоро, затоа што живееме во такво време на забрзани климатски промени. Сето ова упатува и затоа се овие иницијативи, затоа се овие заеднички активности. И овие предлог заклучоци, верувајте, нема да останат само на зборови, затоа што навистина доаѓаат од највисокиот, да речеме, орган во државата, значи председател на држава, председател на влада, и затоа мислам дека пораката што ќе биде дадена до сите е час поскоро од, значи, еден тип на однесување кон сите овие, да речеме, околности, теоретски и така натаму, да преидеме во тоа реактивно, односно да направиме... Од зборови да преидеме на дело. Со други зборови, вие го кажете подобро, ја почнав да филозофирам и така да, мислам, убаво го кажа. Од зборови на дело. Да дело. Добро, професоре, вака кога зборувате, јас се надевам дека ќе имаат слух сите институции, дека пари ќе се најдат бидејќи не се кој знае што. Так. Експертизата е таа, научниците ги имаме и што е супер. Меѓутоа чисто надвор од тоа, треба ли да се плашиме во иднина, среднорочно еве да речеме, и од такви непогоди кои што едноставно ќе ги надминат сите очекувања на обичниот човек, еве ќе речеме. Знаете, ние се навикнавме на работи од типот, горди сме што имаме 4 годишни времења. Меѓутоа, факт е дека веќе некоја време и ние немаме 4 годишни времења. Да. Дали може да со поголема смелост да се каже, не знам, дека за 50 години од сега толку многу ќе се промени климата, што едноставно ова што имавме нема веќе да постои. Да, постојат и такви аналитики. Ние тоа во науката го нарекуваме климатски сценарија при различни емисиони сценарии. Значи, климатски сценарија, тоа значи како климатскиот систем ние го гледаме при вакви одредени, значи, емисии, односно емисиони сценарија, дали ќе бидеме ние навистина ќе се придржуваме на тој ќе бидеме на висина задачата, така? На висина задачата, или пак и понатаму ќе продолжиме да ја загадуваме. Добре, е во најлошо сценарио. Ако е најлошото сценарио, одредени климатски показатели, сценарија упатуваат на уште поголемо зголемување на температурата на планетата. Исто тоа во Македонија, што значи правени си такви проценки, ќе постои во втората половина на овој век тренд на уште поголемо зголемување на температурата на воздухот. Во односот на температурата дури за над 5 степени. Тоа е екстремно многу, така. Во градовите и повеќе, посебно југоисточниот дел на Македонија е навистина најзасегнат. Во градовите ќе се создаваат се повеќе топлински, топлотни острови. Тоа значи дека температурите ќе бидат за некој степен и уште повисоки. Во односот ќе зачестат и се повеќе ќе имаме топлотни бранови. Пролетната сезона се повеќе ќе наликува на меѓуфаза, меѓулетна сезона. Ќе имаме се помалку вода за пиење. Ќе треба да се адаптира земјоделството. Ќе треба енергетските ресурси да се прилагодат. И така натаму да не набројувам, значи во едно такво климатско сценарио, навистина ние ќе издржиме, меѓутоа ќе треба да се прилагодиме и адаптираме. На крајот тоа е суштината. Да се адаптираме. Тоа го упатуваат и сите овие, значи, проценки и најновото што јас исто така работе во таа насока на тие климатски сценарија, да дополнам само уште за врнежите, ако дозволите. Кај врнежите не се забележува некоја рамномерна како на рамномерен тренд, меѓутоа тоа значи дека во условите на зголемена температура уште повеќе енергија ќе има атмосферата, енергијата е неунишлива, таа само може да се трансформира од топлина во друга кинетичка енергија, да се ги засили системите, да ги засили циклоните, да ги засили поединечните индивидуални бури. Во одредени области ќе ги зголеми сушите, а во друга област ќе ги интензивира ураганите. Тоа е таа нерамномерна распределба на енергијата, загреаност на океаните, интеракција со копното и така натаму, и сето тоа ќе допринесе да ние имаме уште поранливи области на сите овие
на сите овие промени. Професор доктор Владо Спиридонов, благодарам за оваа многу почна емисија. Се надевам, ако тоа граѓаните на нив оставаме да го кажат дали им се допадна емисијата. Сигурен сум дека е така, почитувани гледачи, тоа беше се за оваа емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Важни се овие емисии, мене ако ме прашувате, поважни од најголем дел од другите, затоа што дека зборуваме за конкретни решенија, за конкретни начини како да си помогнеме самите на себе си, соочени со она што е очигледно неминовно. Како и да е, утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија. Јас ќе се кажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.